Вести на Канал 8. Приход од околу 25.000 евра бил остварен за првите 9 месеци од оваа година од таксата за паркирање во Кочани. Во Водовод и понатаму трае постапката за воведување на наплата на давачката со СМС пораки. Понешто повеќе од една година од воведувањето на таксата за паркирање во централното градско подрачје на Кочани се уште не се надминати одредени објективни и субјективни проблеми, посебно со лицата кои се ангажирани како наплатувачи. Ова посебно се однесува на нивниот нерешен статус, бидејќи за нив не се плаќа никакво социјално или друг вид осигурување. Сепак во комуналното претпријатие Водовод оценуваат и службата што е одговорна за јавните паркиралишта на кои се врши наплата работи рентабилно. Доволен доказ за тоа биле собраните над 1.650.000 денари во првите 9 месеци од оваа година. Да, овие приходи се доволни за покривање на платите на сите вработени и за покривање на вкупното работење на оваа служба. И сметам дека приходи остварени за 233 паркинг места се солидна бројка која се должи на реалното извршување во вакви услови како што работиме во овој момент. Грубата пресметка пак околу трошоците за работа на службата покажува дека скоро целиот остварен приход од таксата за паркирање се троши за надоместоци на ангажираните лица. Во Водовод се уште не е завршена постапката за избор на оператор кој ќе овозможи наплата на паркинг таксата со СМС пораки. Тоа ќе обезбедело проширување на опфатот, односно зголемување на бројот на места на кои ќе се плаќа за паркирање. Според Папазов, ќе се намалеле и објективните и субјективни слабости при работењето на службата. Сепак, тој признава дека начинот на кој се ангажирани лицата кои ја вршат наплатата не им овозможува целосна социјална и друга заштита. Точно е дека има дел на вработени кои се ангажирани по договор за дело, се работи за вариабилна категорија на вработени и преку давањето на ваквата услуга кон граѓаните поминаа доста број на вработени и направена е одредена селекција на луѓе и сметам дека сме дојдени до оптималната бројка и оптималниот квалитет на луѓе кои имат обврската и правото да наплаќат ваква услуга. Со завршувањето на постапката за воведување СМС наплата за паркирање, требало да се реши и статусот на сега ангажираните наплатувачи. Веќе биле разгледувани можностите за решавање на нивниот работен однос преку агенција за временно вработување или со ангажман на неодредено време. Надградба на постојните етнолошки и археолошки збирки и можност за отворање музеи во градовите се најавуваше како една од заложбите на Министерството за култура. Но и понатаму останува отворено прашањето дали и Кочани конечно ќе добие простор каде што ќе бидат презентирани сите значајни артефакти. Кочани и понатаму е меѓу ретките градови во државата што остануваат без постојана музејска збирка во која ќе бидат изложени сите етнолошки и археолошки артефакти. Ако се изземе скромната поставка во средновековната кула и отворањето на етнокуќата што требаше да биде известна замена, тогаш прашањето на постоење на вакви институции и понатаму останува отворено. Археолошките истражувања на локалитетот Свети Атанасија кај Спанчево и големиот број откриени артефакти од преисторискиот период се меѓу аргументите дека на Кочани му е потребна класична музејска поставка. Шансата за тоа да се реализира можеше да се бара во ставот на Министерството за култура, искажан пред 2 години, дека приоритет на ресорното министерство е заштита на археолошкото и друг вид културно богатство, како и негова презентација пред јавноста. Наш врвен приоритет во културната политика и на владата и на министерството е токму заштитата на културното наследство и посебно ми е драго што во изминатиот период доста се истражуваше и се пронајдоа значајни артефакти кои што ќе овозможат и отварање на нови поставки, на дополнување што се вели на поставките кои што постојат во нашите институции и многу е битно за Министерството за култура да секој град си поседува свој музеј или преку своите заводи да ги оплеменува и надградува своите поставки. Сепак, ставот на министерката досега не најде на практична реализација во Кочани. Според Канческа Милеска, посебно внимание им се посветува токму на археолошките откритија, но оние од Кочанскиот крај и понатаму се наоѓаат во витрините на музејските поставки на други институции во државата. Од Министерството за култура подсетуваат дека врз основа на доставените програми од институциите се изготвува годишната програма за работа за наредната година.
Колкав дел од колачот ќе добие Кочани во 2016-та зависи од тоа колкав број и колку квалитетни програми ќе пријават кочанските културни институции. Продолжува борбата со оставање ред во превозот во патниот сообраќај на територијата на општина Кочани. Дивите и понатаму ги оштетуваат легалните таксисти и возат без соодветна документација за превоз на патници. Сообраќајните инспектори фателе уште 2 нови, а во наредниот период најавуваат позасилени контроли на терен. Сообраќајните инспектори заедно со полициски службеници од полициската станица Кочани повторно на терен со цел затекнување на лицата за вршење нелегален превоз на патници. Но и покрај тоа, мал број ги фаќаат на дело, затоа што со голема брзина се шири веста дека инспекцијата е на терен и дивите таксисти веднаш се кријат. Сообраќајните инспектори со посебни мерки за откривање на дивите превозници. Фатени се уште 2. Бројот на диви таксисти е намален, значително е намален, меѓутоа има ги пак присутни, кои претежно стојат на постојката во Стришани, на постојката кај бензинска пумпа кај судот и на постојката кај автобуска станица. У денешната контрола се забележани 2, стопирани се од наша страна, евидентирани, во едниот случај некеше да соработуваат патниците од кои се возеа во дивито такси. На патниците им беше укажано како треба да се понашат и у какви возила такси да се возат, бидејќи нивната сигурност не е загарантирана во возилата на дивите таксисти. Можем да кажем дека тие поединци што се неколку души се многу дрски, безобразни се, некои паци и арогантни, и дури може човек да излезе и од контрола, значи не знам, презимаме све што е у наша моќ. Има поединци што 2 пати ги казнивме во една недела, меѓутоа и понатака возат. Непознат е бројот на дивите таксисти кои нелегално работат во овој регион, но има и легални таксисти со несоодветни лиценци за работа. Од друга страна, законот не налага одземање на возилата и затоа оди потешко. Сметам дека претходниот закон, кога се одзимаа возилата, малку беше позаплашувачки. Сега тој закон е укинат за одзимање на возилото, има само парична казна. Значи, ке настојуваме, ке се бореме и тие неколку души што ги има низ градот да ги одстранеме од такси станиците. Гицов додава дека дивите таксисти не ги оштетуваат граѓаните со наплата на поскапа тарифа, туку оштетата ја трпат легалните таксисти, затоа што тие чекаат патници на одредени места за такси возила, а дивите ги има насекаде и полесно доаѓаат до патници. Инспекторите апелираат за соработка со легалните таксисти, односно да ги информираат инспекцијските служби за појава на диви таксисти, за да благовремено се реагира и да се санкционираат тие појави. Гицов додава дека во наредниот период инспекцијските служби ќе преземаат позасилени мерки на терен со цел воведување ред во превозот во патниот сообраќај и доследно почитување на законските прописи. Според законот за превоз во патниот сообраќај, предвидена е глоба во износ од 500 евра во денарска противредност за лица кои вршат јавен превоз без соодветни дозволи и без лиценца. 4-та година поред во источниот дел од државата се реализира проектот за управување со сливот на Брегалница. Идната недела во Кочани ќе се одржи завршната јавна презентација на која ќе бидат представени досегашните резултати од него. Проектот за управување со речниот слив на Брегалница се спроведува во 15 општини од источниот регион на државата. Финансиран е од швајцарскиот државен секретаријат за економски работи СЕКО, заедно со Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и општините од регионот. Досегашните проекти и активности ќе бидат представени на завршна презентација во Кочани, што ќе се одржи идната недела. Се планира на настанот да бидат изнесени добиените податоци за истражувањето од загаденоста на водата и околината на речниот слив, како и мерките што се преземаат за подобрување на еколошката заштита. На презентацијата, на која треба да присуствуваат и представници од швајцарската амбасада, како и од нашето Министерство за животна средина, ќе се представи финалната верзија на планот за управување со речниот слив на Брегалница. Исто така, ќе се презентираат и малите инфраструктурни проекти што беа финансирани со првиот и вториот повик,
а на представниците од сите 15 општини од регионот ќе им бидат доделени сертификати за успешна реализација на проектите. Презентацијата на финалната верзија на планот за управување со речниот слив на Брегалница ќе се одржи на 23 ноември во салата на Правниот факултет во комплексот Асном со почеток од 12 часот. Според најавите, овој план опфаќа анализи на постојната состојба на теренот на сливното подрачје на Брегалница, но и сценарија за можната состојба со водните ресурси за следните 20 години. Согласно законот за градба, секоја институција е задолжена да изгради пристапна рампа за лицата со хендикеп. Општина Кочани, постапувајќи согласно законот, реализираше активности за изградба на пристапна рампа во Основното училиште Малина Попиванова. Основното училиште Малина Попиванова доби пристапна рампа за лицата со хендикеп. Истата е изградена согласно законот за градба, кој вели дека секоја институција е задолжена да изгради пристапна рампа за ваквите лица. Активностите се реализирани со средства од општина Кочани. Еден дел од новата развојна програма на Основното училиште Малина Попиванова, која се однесува на 2015-2019 година, е реализиран со помош на општина Кочани, односно е изградена пристапна рампа за лицата со намалена мобилност, односно лицата со хендикеп. Согласно законот за градба, секоја институција мора да поседува ваква пристапна рампа. А пристапната рампа, согласно нејзините карактеристики, нема потреба од дополнителни елементи. Целта на проектот за изградба на пристапна рампа во училиштата е подобрување на условите за функционирање и живење на лицата со хендикеп. Паралелно со изградбата на пристапната рампа, училиштето спроведува активности за коригирање на главниот влез во училиштето со цел поголема безбедност и сигурност на учениците. Забава, дружење, уживање во храна и специјалитети, но и покажување хуманост. Во хотелот Национал, по втор пат во Кочани се одржа етновешта жена, во која жените од Кочани и соседните општини по втор пат ја покажаа својата хуманост и подготвија традиционални убави трапези. Манифестацијата има хуманитарен карактер и собраните средства ќе бидат наменети за децата со посебни потреби. Специјалитети подготвени по рецептите на нашите баби, карактеристични за градот каде што се одржува манифестацијата. Етновешта жена по втор пат се одржа и во Кочани. Преку убаво подготвени трпези со традиционални јадења, жените ја покажаа својата хуманост и можноста да помогнат на децата со посебни потреби. Хуманитарната манифестација не е со надпреварувачки карактер и сите учеснички донираа во хуманитарни цели. Минатата година и оваа година се одржа етновешта жена. Средствата се наменети за децата со посебни потреби. Одзивот е добар, значи се собраа доволно средства за да се помогнат децата со посебни потреби. Под етно стил се подразбира спремање на старински рецепти. Значи баници, баклави, тава орис, што е специфично за градот Кочани. Оваа година Жана, главната организаторка, ќе прави книга за вешта жена, така да од секој град ќе влегува по една рецепта како главно јадење за градовите. Така да Кочани исто така влегува во книгата, има тава орис, баклава и зелник списутлијаш во книгата, бидејќи Кочани е специфичен град со оризот. На хуманитарната манифестација учествуваа 6 вешти жени: Кристина Стојанова, Благица Павлова, Марија Мишева, Нада Петрова, Љубица Иванова и Анета Лазарова. На трапезите доминираа јадењата направени од кочанското бело злато оризот. Одзивот на жените за учество и хуманост беше на високо ниво и се собраа околу 15.000 денари. Собраните средства ќе бидат искористени на Светскиот ден на децата со посебни потреби 3 декември, кога заедно сите ќе се забавуваат. Навистина е убаво што и во Кочани се продолжува традицијата на дружење на вештите жени, со тоа што есенскиот циклус на вешта жена практично се состои од манифестацијата Етно вешта жена, која што има хуманитарен карактер. Вечерва тука во вашиот убав град не само што се дружиме, не само што уживаме во убавите старински специјалитети по рецептите на нашите баби и прабаби, што ги подготвија вештите жени од Кочани, но и вештите жени од Македонска Каменица,
од Виница, а дојда гости од Куманово и од Гробишти и да се дружиме, да уживаме во убавата храна, но и да бидеме хумани, затоа што дел од средствата што се собираат на оваа манифестација ќе бидат наменети да се организира една убава забава и дружење на личињата со посебни потреби. Речиси во секој град во Македонија се одржува етновешта жена и секаде е навистина прекрасно да се видат тие карактеристични јадења за секој град. Новина од оваа година во одржување на етновешта жена е тоа што од секој град каде што се одржува манифестацијата ќе се изберат по 5 специјалитети со фотографија и рецепти и ќе биде испечатена книга Готвач, чија цел е овековечување на рецептите подготвени од вештите раце на хуманите жени. За музичкиот дел на оваа манифестација, што ги негува и пренесува етновредностите на македонската кујна, се погрижија членовите на групата Хармонија, а жените се забавуваа и дружеа до доцните вечерни часови. По кратко боледување викендов во 79-та година од животот почина Стојан Димов Шипо. Тој беше долгогодишен фудбалер и спортски работник од Кочани, кој дел од животниот век ја помина како тренер на сениорскиот и младинскиот тим на Осогово. Димов беше еден од основачите и тренерите на фудбалскиот клуб Стришани. Во спомен на неговиот поранешен спортски ангажман, веднаш по овие вести репризно ќе ја емитуваме емисијата во која тој беше гостин во Канал 8. И за крај спортската информација. Успешен спортски викенд имаа кочанските екипи кои се надпреваруваат во сите спортски дисциплини. Победи и нови бодови забележаа женскиот фудбалски клуб Кочани, кошаркарите на Баскет Дино и пинг-понгарите на Кочани. Без поголеми изненадувања помина спортскиот викенд за представниците од Кочани. Сите екипи постигнаа победи, без оглед дали играа на домашен терен или гостуваа. Во првата македонска фудбалска лига за жени се одигра 8-то коло, во кое женскиот фудбалски клуб Кочани беше домакин на надпреварот со Конзули Юнајтед од Битола. Домашните фудбалерки ги освоија бодовите, постигнувајќи по еден гол во двата дела од надпреварот. Иако се очекуваше многу полесно да дојдат до победата, битолчанки им беа достоинствен противник, па во последниот половина час од играта имаа и неколку сериозни шанси за гол. Сепак, до крајот на средбата, тие не успеаја да ја затресат мрежата на домашните голмани Костова и Чакмаковска и конечниот резултат гласеше 2:0. Идниот викенд се игра последното 9-то коло од есенскиот дел на правенството. Кочанските фудбалерки, кои со 21 бод се на второто место на табелата, гостуваат во Куманово против последно пласираната екипа на Речица. Во првата пинг-понгарска лига за мажи се одигра 5-то коло и тоа донесе нови 2 бода на екипата на Кочани. Нашите пинг-понгари гостуваа во Скопје на надпреварот против Студент и забележаа победа од 5:2. Со таков резултат, тие го поправаат бодовното салдо по поразите што ги претрпеа во второто и третото коло и во моментот со 6 бода се наоѓаат на 4-то место на табелата. Во наредното 6-то коло на домашен терен ќе имаат тежок меч против екипата на Младост 96, која се бори за врвот на табелата. И во правенството на третата кошаркарска лига за мажи се одигра 5-то коло. Екипата на Баскет Дино играше на домашен терен против Црн Дрим од Струга и беше поуспешна, победувајќи ја со 10 коша разлика. Крајниот резултат од надпреварот беше 75-65, со што кочанските млади кошаркари успеа да се задржат во средината на табелата. Следното коло тие повторно играат дома против нивните врсници од Феникс 2010. Младите кошаркари на Баскет Дино пак во младинската М18 лига група Б3 гостуваа во Скопје на средбата против Академија. Претрпеа убедлив пораз од 85-60, иако на полувремето разликата беше само 6 коша. Во следното коло како домакини тие ќе ја пречекаат екипата на Милановски.
Толкова овие вести и повеќе информации на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.